Вие сте креатор на платформата Најдобар онлайн асистент. Може ли накусо да ни ја раскажете приказната како настана оваа платформа за која што неодамна добивте награда на ниво на Обединети нации рамо до рамо заедно со една компанија како што е Google? Да, во 2020 година, веднаш откако почна ковидот, всушност ние се соочивме со недостиг на дигитални работници. Brain Solution е маркетинг агенција која што беше насочена во областа на дигиталниот маркетинг. И кога почна ковидот се зголеми работата во однос на социјалните медиуми, раководење со нив, отварање на нови канали на продажба и ние немавме доволно кадар што можеме да ги обслужиме компаниите. Со оглед на тоа дека од својата 18 година јас волонтирам со лица со попреченост, некако ја имав блиската врска со нив, меѓутоа никогаш не помислив дека ете би можело еден ден на овој начин да направиме некаков чекор понапред од сето она што до тогаш го правевме. Дојдов на идеја да наместо лицата кои што до тогаш ги обучував за дигитален маркетинг и дигитални вештини, конкретно да ги обучувам лицата со телесна попреченост, затоа што во услови на ковид навистина тоа беше една одлична можност каде што тие ќе можеа да работат од дома и да заработуваат за себе. Знаеме дека стапката на вработеност каде овие лица е навистина мала, не само во нашата земја, туку и во сите земји во светот, и новите текови, новата економија и новите технологии овозможуваат навистина лицата со попреченост да бидат вклучени и да бидат активна работна сила кои што ќе бидат понудени на пазарот на трудот. Споменавте дека лицата со попреченост својата работа како дигитални маркетери или како некој од лицата кои што се вработени во таа дигитална сфера, да речам, ја работат од дома. Но каква е постапката, каква е процедурата за да се стане дигитален маркетер? Кај вас, извинете, преку платформата? Започнавме, од моментот кога почнавме да функционираме, до денеска ние платформата и услугите кои што ги нудиме, ги развивме, доразвивме и секако ќе ги доразвиваме и во иднина. Започнавме со веб платформа за фриленсери, каде што претходно лицата со телесна попреченост ги обучуваме за дигитални вештини, односно курс за дигитален маркетинг, кој што е верификуван од страна на Центар за образование на возрастни и адаптиран за лица кои што апсолутно немаат никакви предзнаења од таа област. Веднаш подоцна тие отвараат свој профил на платформата каде што може да работат фриленсерски или по договор од дома. Но веднаш потоа се отвори потребата за лицата да добијат редовно вработување, и тоа го видовме уште од првиот ден на промоцијата на првата група. Веднаш се понудија работи за лицата да почнат да работат со полно работно време. Потоа направивме истражување и видовме дека всушност постои во законот дека секоја компанија која што има над 50 вработени треба да вработи лице со попреченост, меѓутоа досега тие немале каде да ги најдат или во Заводот за вработување имало единствена да кажеме дата база, меѓутоа никој не се обидел да пребара во однос на напредните вештини или пак односно дигиталните вештини или пак додека лицата аплицирале некаде за работа, се уште се соочувале со стереотипите, со предрасудите кои што нели не се добро познати овде кај нас. Платформата која што ја направивме всушност е 3 во 1 платформа за едукација, кариерен развој и различни видови на вработување конкретно на лица со попреченост. И сите компании кои што бараат луѓе, односно работници од нас, се 100% социјално одговорни компании кои што се апсолутно недискриминирачки, кои што се грижат за инклузивна средина и кои што навистина даваат предност на квалитетот. Она што ние се бориме преку нашата платформа е да дадеме еднакви можности на сите, лицата со попреченост
попреченост да може да напредуваат во работата и вертикално, а не само хоризонтално како што тоа беше до сега пример. Колку лица се досега обучени преку оваа едукација што ја споменавте и дали имате бројка колку лица се веќе ангажирани во одредени компании? До сега низ нашите курсеви поминаа 60 лица, од кои што во последните 5 месеци ние успеавме да мечираме 42. Дел од нив работат фриленсерски, а дел од нив веќе се вработени со полно работно време во компаниите. Интересно е тоа што некои компаниите веќе ги нудат и другите можности, например доколку лицето има одредена квалификација, а се наоѓа, например, во Охрид, во Струга, а компанијата која што бара вработен за маркетинг, за дигитални вештини е во Скопје, значи инфраструктурата повеќе и градовите, различни градови повеќе не се пречка, затоа што работата од дома, работењето онлайн, веќе на сите ни стана нормално и веќе многу компании практикуваат да вработуваат луѓе со полно работно време, а работниците да работат од дома. Вашата платформа и Brain Solution неодамна, како што спомена веќе, беа наградени на ниво на Обединети нации. Дали може конкретно да ни кажете за каква награда станува збор и има најави дека оваа платформа ќе ја презентирате не само во земјава во следниот период и надвор од Македонија? Ние изминатата година се учествувавме на неколку надпревари, каде што освоивме топ 20, влеговме во топ 20 на Западен Балкан, потоа во топ 10 на Southeast Europe и бевме на светско првенство Bright за креативни бизниси, таму го освоивме 7-то место од вкупно 70 национални представници на други држави. Меѓутоа, навистина драга и она за кое што навистина сме горди е наградата која што пред 2 недели успеавме, ја добивме на Zero Project, која што Zero Project е фондација која што се грижи за спроведување на правата на Конвенцијата на Обединетите нации и за подобрувањето на животот на лицата со попреченост. Ние ја земавме таа наградата во најиновативен бизнис модел за вработување на лица со попреченост и на наше неверување, но огромно задоволство, бевме наградени во иста категорија со Google. Каде ќе ја презентирате платформата следно? Дали соработувате со одредени институции во земјава? Веќе јас бев говорник во Обединетите нации, затоа што добивме покана да го презентираме нашиот бизнис модел таму, а исто така и австрискиот парламент не повика, каде имавме можност да ја представиме нашата платформа како практично решение во решавање на проблемот за вработување на маргинализирана група на граѓани. Од таму добивме многу понуди за реплицирање на нашиот модел. Секако заедно со нашите ментори сега изработуваме најдобро можно решение според кое би можеле ние да го реплицираме сето ова и во други земји. Но сепак ние потекнуваме од Македонија, јас сакам навистина сето ова што го работиме, прво што е можно повеќе лица со попреченост да добијат можноста да им помогнеме на еден начин или да ги упатиме во еден нов, поинаков живот од оно на кој што тие навикнале да речеме до вчера. Онлайн се е достапно, граници повеќе нема, значи со дигиталните вештини и со сите курсеви кои што тие може да ги поминат и научат, едноставно може да работат за македонска компанија, за странска компанија и тоа е сосема нормално. Во последно време ми е навистина драго за тоа што се повеќе покани добиваме од македонски институции за нашиот модел да го представиме, а сум неизмерно среќна и благодарна што можеби институциите кога почнавме воопшто не поддржаа во она што го правевме
Меѓутоа сега истите тие институции навистина не повикуваат на соработка. И тоа е дека успехот, дека посветеноста се исплати, успехот не е преку ноќ и за тоа ни е навистина драго. Ви благодарам за разговорот и ви посакувам многу успех во иднина. Ви благодарам и вам.